Маж ја истепал сопругата, син се нафрлил врз родителите. Ваквите случаи кои полицијата ги бележи во дневните билтени, изминатиот период зачестија во Гостивар. Семејното насилство од секогаш било присутно, но ковид пандемијата значително ја влоши состојбата, подвлекуваат психолозите. Низата последици од корона кризата, како отпуштање од работа, без парица и слично, доведуваат до губење на трпението и појава на агресија кај луѓето. Сега во пандемијата многу работи се смениле. Знаете, економскиот статут на семејството, немањето работа, нема каде да работат луѓето и целокупната ова ситуација влие врз основна на начинот на живење на едно семејство. И нормално, ако ги гледаш овие случаи зашто се тепал мајка со син или син со мајка, на крај на сето тоа ќе се излезе дека му барал пари и немал да му дава. Значи, економијата е клучната улога, клучниот фактор што моментално во Гостивар имаме голем број на семејно насилство. Насилството во домот носи стрес за сите, но најпогодени се децата, врз кои дисфункционалноста во семејството остава сериозни последици во понатамошниот живот. Во сите ситуации децата страдат повише од другите членови на семејството и тие се најневиновни. И по семејното насилство, и по разводот на бракот, и по другите проблеми внатрешни во семејството, децата се тие што страдат највише, од причина што тие морат, не сакајќи, ама морат да земат страна. Или ќе бидат со мајката, или ќе бидат со таткото, или ќе бидат против мајката, или ќе бидат против таткото. Не можеш ти сега едно дете 10 години да го држиш како посредник внатре во семејството, каде има 5 членови што имат по 45 години, а ти едно дете 10 години да доведеш во ситуација ај ти сега да ги средиш работите. И тој мора да држи страна. Во низата драми на семејно насилство, особено вознемирувачки, беше случај евидентиран во октомври лани, кога гостиварец ја нападнал сопругата откако немала да му даде пари, а потоа и ќерката, при што користел каиш и нож. Против лицето е поднесено обвинение за кривично дело од телесна повреда и загрозување на сигурноста.